председателе, пак ја ве замолам, дајте нека ми одговори на едно прашање. Ја му поставам едно прашање, тој ми одговара за 8 од 10, ова нема никаква смисла. Ме молам, поменете го да се врати на прашањето. Јас му поставив прашање дали ЈП ќе влезат под овој закон за да влезат на пазарот на регулирана струја. Што ми одговара сега он тука вака така ова или она? Па толку да работевте 20% тоа што го кажувате, немаше да се наоѓаме во ваква криза. Зашто зборувате? Не можам да ве разберам. Волку набавивме, таму набавивме, ова направивме. За 15 дена треба да почне топлинска гренава сезона во Скопје. Нема ниту 1 метар кубен газ. Струја нема да има. Јас зборам една, тој ми одговара друго. Фокусирајте се на прашањава. Еве нема да одговорите. Спомнавте два пример. Го спомнавте водовод во Скопје со овие 100 ново вработени. Таму има влезено сега инспекторат. Таму има луѓе кои што не се вработени ниту од оваа, туку и од претходната влада. И еве не сакам да ја го спуштам на нивото, но прашајте го сега Душко Весковски или јавете им се на тие претходно, ќе ви објасни кои тие луѓе се вработени, јас понатака нема да навлегувам. Понатаму да ви одговораме на друга работа. Кажувавте тука вакви или онакви треба да се направи реорганизација. Ако за овие во водовод за еден вработен го чини предпријатието 1000 евра трошоци за канцеларија, но прашајте го пратеников тука во прв ред зашто се ја вработил сопругата во МНР, тоа вработување не чини 1000 евра. Или прашајте го пратеникот намо во позадните редови кој што синот си го вработи во МНР, во МВР се извинувам. Или министерот кој што ги вдоми и сопругата и балдезата во Штипската болница. Сега на тоа ниво треба да ја спуштиме дебатата. Јас ве прашувам за предпријатијата, вие ми одговарате тука за некои 8-10 работи. Прашањето беше јасно. И вие сега го кажувате примерот со Прилеп. Еве тука има еден пратеник кој што држеше пресконференција. Ќе влезе нашиот закон, влезене во процедура. Еве дојдете, извласајте го, нема да има повисоки сметки во тоа предпријатие затоа што цените ќе се намалат. Ете денеска Никола Мицевски предложи закон каде што треба училиштата, јавните здравствени установи и јавните предпријатија кои што вршат комунални и водоводни услуги, дел од нив кои што се оформени од владата, ако го изгласаме тој закон уште денес, од утре ќе има пониски сметки за струја. Еве ви ја ракавицата, префатете. Еве ви ја ракавицата. Ве молам конкретно да се одговара на прашање. Ако било за водата, ако било за јавните предпријатија за комунални и водоводни дејности, одговорете ми за тоа. Не ми кажувате ние вака така или ова она. Тоа за Бугарија. Ве замолувам од оваа говорница да му го пренесете на вашиот министер за економија. Затоа што тој излагаше по телевизија и тврдеше дека нема шанса да се донесе газ од Австрија и од Унгарија. Ете, можело го кажавте вие начинот. Зошто тогаш не го направивте? Јас ќе ви кажам. Затоа што истото го предложи Христијан Мицковски. Продолжете да водите инат и ќе ги плаќате и по $2500 и по 400 евра. Ама проблемот што не го плаќате од вашиот джеб, што сите даночни обврзници плаќаат во оваа држава за вашата неспособност. Затоа што еве ќе речеме и за стопанството 500-700% граѓаните, односно стопанството го плаќа, нема да го плаќате вие како влада. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнителни прашања.